А денеска продолжуваме со нашата серија Кога Господ прашува. Кога Господ поставува прашање. Че ово е трети дел. Се сеќавате прашањето упатено од Господа до Адам. Каде си Адаме? Не дека Господ не знае каде бил Адам, за грмушките таму некаде, туку во смисла во која состојба си. Прашање упатено до секој од нас. Каде сме ние? Сите ние овде, денеска сме во Петар Попарсов. Значи, ако некоја се случи да ја смена тоа улица, мада не верувам, ние сепак ќе останеме познати како црквата на Петар Попарсов 25. Како што и Божи дарот го знаеме, иако е сменето името тамо, како што кажа брат Зоран. Значи, може би сме присутни во Петар Попарсов, но прашањето е каде сме, која е нашата состојба духовна. Тоа е прашањето упатено до Адам, упатено прашање до Ева. Што направи? Прашање што така упатено до Адам. Што направи? Свесни ли сте што направивте? Грев со страшни последици. Еве, 6000 години веќе ги трпеме сите тие последици, па и Јов, како што видовме, претрпел страшни последици заради таа голема борба, заради гревот и сето она што следува со гревот. Каде е твојот брат? Прашањето упатено до Каин, ако се сеќавате. Што направи? Истото прашање упатено до Адам и Ева, упатено до Каин. И видовме низ тие два случаи како гревот го растура нашиот однос со Господа, но и меѓучовечките односи. Видите, двајца браќа, едниот да крене рака на другиот. Како им било на Адам и Ева, како татко и мајка. Загубиле син од рацете на другиот син. Страшно. Тоа се тие страдања. Последниот пат го разгледавме прашањето поставено од Исус Христос до своите ученици. Што мислат луѓето, кој сум јас? И потоа директното прашање, а вие што мислите, кој сум јас? Многу битно прашање за еден грешник, откако ќе свати каде е, што направил, да свати кој е Исус. Дека тоа е Месијата, ветениот, тоа е оној кој што е спасител и без кого што нема спасение од најголемото зло. И сега не се завршува се тука, а откако грешникот ќе дојде кај Христа, ќе го прифати Христа, да предпоставиме, не завршува се тука, не завршува големата борба, не завршуваат маките и страдањата, што видовме повторно во книгата на Јов. Така да сега отвараме во прва книга Цареви и се соочуваме со едно друго прашање кое што Господ го поставил, му го поставил на еден голем великан на верата, но иако е великан на верата, сепак паднал, сепак попуштил. Прашањето, што бараш тука, Илија? Прашањето до Илија. Сеќавате во која ситуација му било поставено ова прашање на Илија? Каде се наоѓа Илија тогаш? Во една пештера на Божјата гора Хорив, односно на Сион. Синај, се извинувам. Истата гора, Синај или Хорив. Што бараш тука, Илија? А тој се скрил во пештерата, бегајќи од Језавела. Значи, со други зборови, знае Господ зошто е нели Илија таму и што бара таму, меѓутоа, со други зборови, прашањето е преформулирано на погрешно место си, Илија. Тебе местото не ти е тука. Фала на Господа, на нас местото денеска ни е баш тука, во Божиот дом. И ние сме на вистинското место, веруваме и дека не само што сме тука, туку и дека внимателно ќе слушаме, затоа што ќе се позабавиме со еден проблем кој што е голем проблем, ако не и најголем на денешницата. Знаете, денеска велат стресот е број еден проблем, покрај нели исхраната неправилна, најголем дел од проблемите кај луѓето доаѓаат од стрес. Поточно ќе се позабавиме со проблемот наречен депресија. Како тоа Илија, великан на верата, после една извојувана огромна победа на Кармил, на една друга гора, избегал, се нашол во депресија, дури и суицидни мисли му доаѓаат.
Еве да видиме во 19 глава, значи прва книга Цареви реков, 10 стих. Значи, откако, еве 9-тиот ја прочитаме, значи, таму влезе во една пештера, значи, се наоѓа на Божјата гора Хорив, предходниот стих кажува, 8-тиот, 9-тиот вели, таму влезе во една пештера и преноќева во неа. И ете, Господови слова дојдоа кај него. Што бараш ти тука, Илија? Прашањето. И еве, тој што одговара, и во неговиот одговор се гледа депресијата, депресивноста негова. Или одговара и вели, ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто израелевите синови го напуштија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жртвеници и ги погубија со меч Твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го земат животот. И не само што е депресивен, туку од 4-тиот стих, значи, поназад, ако се вратаме, ќе видиме дека и суициден. Доаѓа суицидни мисли. А самиот отиде ден одење во пустината, значи, кога бега од пораката, од веста што е слушна од Језавела, седна таму под смрека, посака да умре и рече, веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци. Интересно, истиот овој човек, кој што во претходната глава се моли, среде карно, целото мноштво е собрано, 450 плюс 400, 850 лажни пророци се тука. Истиот човек, кој што вели, Господи, покажи им се. Покажи дека ти си вистинскиот Бог, во следната глава бара Господ да му го земе живот. Не му се живее. Ете колку е човекот. Ете колку лесно може да падне. Дури Илија, како Илија можел да се најде во вакво нешто. Лесно може и некој од нас да се најде. Но за денеска имаме за цел да видиме како тоа, зошто се нашол, кои се причините, и кои се воопшто причините за да човек се најде во депресија и кој е лекот. Илија како прво има овде еден главен проблем кој што се ги одликува оние кои што, ќе кажам, не се обратени, или пак недоволно имаат однос, врска со Господа, за разлика од оние кои што навистина се го следат и живеат според Божјата воља. Која е главната разлика? Човек кој што го познава Господа, живее од секое слово што доаѓа од неговата уста и не се води по емоции. Значи, затоа е стабилен, цврст и стабилен. Емоциите какви што се, таков и човекот станува ако се води по нив. Значи, прашањето е дали ги контролирате емоциите, со Божја помош нормално, или пак тие вас ве контролираат, трето нема. Илија се води по своите емоции во 19 глава. И затоа прснал да бега. Што се случило преку ноќ? Ајде да се вратиме во 18 глава, се подсетиме само на ова големо искуство што го имал на гората Кармел. Во 18 глава, први и втори стих, читаме, вели, помина многу време и на третата година Господовото слово му беше упатено на Илија, значи 3 години после, откако е сушата, нели? Нигде не капнало дош, му беше упатено, значи, на Илија словото. Оди, покажи му се на Ахав. Значи, сега е време, после тие 3,5 години да се покаже на Ахав, зашто сакам да пуштам дош на земјата. И Илија отиде да му се покаже на Ахав. И знаете, меѓу време тука со Авди се среќаваат, меѓутоа битна е средбата негова со Ахав, се среќаваат со Ахав, па Ахав го обвинува, заради тебе, Израел, го снаоѓаат овие неволи, а овој бестрашно на царот му вели, не е туку заради тебе, затоа што ти му се кланиш на Ваал. Затоа што ти не го следиш вистинскиот Бог. И сега Илија вели, ајде, соберете се. И ајде да видиме чив Бог е вистински Бог. И читаме таму од 24 стих во 18 глава, да се подсетиме на овој настан. Вие повикате го името на својот Бог, а јас ја оповикам Господовото име. И нели прават жртвеници, прават жртвеник овие, Вааловите следбеници, и Илија подосна прави жртвеник, кај што ќе каже, значи, да исипа тука кофи, вода, значи, дури да се натопи тоа и жртвеникот и жртвата се, за да изгледа уште поголема силата и манифестацијата Божја. И дури им се подсмева таму во 27 стих, кога овие веќе цел ден скоро викаат по Ваал никако да ги слушне, не може да ги слушне, затоа што е непостоечки. И вели во 27 стих,
напладне Илија им се подсмеваше и им рече: викајте погласно, зашто тој е Бог, зафатен е или има работа, или е на пат, може би спие, не треба, може би треба да биде разбуден, па погласно викнете. Неверојатно каква храброст има Илија, дури им се исмева во лице. Цело мноштво е против него. А тие почнаа да викаат уште погласно. И џабе. Тогаш Илија 30 стих, да не читаме се, ова е познато, му рече на сиот народ, приближете се кон мене и својот народ, и сиот народ му се приближи, тој го поправи Господовиот жртвеник што беше урнат. И знае, значи го подготвил жртвеникот. Вели, водата течеше околу жртвеникот, 35 стих. Веројатно ова била некоја морска вода, затоа што вода наистина немало таква суша, 3,5 години. И да, и ровот се наполни со вода. Кога беше време за да се принесе вечерната жртва, пророкот Илија пристапи и рече, видите ја неговата молитва, значи обраќаја кон Господа: Господи Боже Аврамов, Исаков и Израелов, објави денес дека Ти си Бог во Израел, дека јас сум Твој слуга и дека по Твоја заповед го направи сето ова. Послушаме, Господи, послушаме, за да знае сиот овој народ дека Ти, Господ си Бог, и дека Ти ќе ги обратиш нивните срца, ќе ги свртиш повторно кон себе, ќе ги свртиш, ќе ги одвртиш од Ваал, од лажниот Бог. И се случува тоа. Оган паѓа и да спалува жртвата на Илија. Една силна манифестација, голема победа на Бога. Потоа знаете дека наредува Илија да се уништат овие, да се убијат просто и едноставно сите овие лажни пророци. И после ова, и пазите, дури трча подолу таму во текстот, близо Езраел, каде што е царската палата и каде што е Језавела тука, и стигнува порано од самиот цар Ахав, кој што бил со кола, веројатно ради дождот, кој што подоста, нели, заборив да спомнам, почнува да паѓа, веројатно се создало и кал, па, знаете, тие тогашни коњски коли малку тешко се движели низ калта. Како и да е, трча со сета сила, радосен, веројатно, нормално, заради сета таа манифестација на Божијата сила на гората Кармел, доаѓа близу Езраел и следниот ден, вели во 19 глава, значи сега Ахав и раскажува на Језавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. Тогаш Језавела му испрати гласник на Илија со порака: боговите нека ми ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот, како што направи ти со животот на секој од нив. Страшна закана, значи. Ама што е ова во споредба со она што се случило претходниот ден? Ки си рече. Тој се исплаши. За чудо Илија се исплаши од ова. Не се исплаши претходниот ден, се исплаши од пораката што ја добил од Језавела и отиде, избега да си го спаси животот. Дојде во Вирсавеа, која е во Јудеја, во Јужното царство, пазите, од Северното царство, од Езраел, бега и доаѓа во Вирсавеа. Не знам колку дена му требало. Знаете ли колку километри се опраше? Близу 150 километри поминал. Бегајќи, исплашен од оваа вест, доаѓа на југ, најна југ во Јужното царство, кај што веројатно мислил дека ќе биде безбеден, пошто, знаете, сега тука нема ингеренции баш северниот цар, од царот од Северното царство, ниту пак неговата жена. И таму, вика, го отпушти својот момок. И самиот отиде ден одење, и не застанал тука, туку тргнал и понатаму, ден одење во пустината, седна таму под смрека и посека да умре. Ова веќе го читавме претходно. Вели: Господи, доста ми од се. И како е можно сега, преку ноќ, да се позабавиме најнапред со природата на депресијата? Непредвидлива е, како што ја гледаме од овој случај. Еден ден си топ, следниот ден паѓаш. Зошто? Затоа што, кажав, Илија се води според своите емоции. Ако вие имате контрола со Божја помош на своите емоции, депресија нема да ве снајде, бидете сигурни. Илија се води според своите емоции. Илија заборавил на Господа. Само човек кој што го притиснале емоциите,
значи, новонасната состоја може да каже, Господи, доста ми од се. Да заборави на истиот оној Господ кој што направил такво чудо на Кармел. Значи, депресијата е непредвидлива. И ништо чудно кажав, ако Илија го зафатила, тоа веш не може и нас да не зафати, но зависи од нас колку ќе останеме во неа. И јас би кажал, ако сме навистина Божи вистински верници, ако веруваме и го следиме, него живееме според секое слово што доаѓа од Божите уста, не би требало воопшто да се најдеме во таква ситуација. Емоциите секогаш ќе бидат под контрола. Бегање од проблемите. Природата на депресијата е бегате од проблемите. Како што Илија е овде бега. И тоа избегал бајаги далеко. Може би сте доживеале, сте поминале некој период од животот, може би секој од нас поминал по некој период од животот кога бил депресивен. Не сакате да се соочите со проблемите, туку бегате од нив. Мислите дека така ќе ги решите или што? Значи, како што спомнав, 150 км, па тоа му било малку, па дури во пустината отишел и нема и тука да застане, тука ќе отиде дури на Хорив. 40 дена му требало уште да патува. Да во 5 стих таму вели, потоа легна и заспа. Значи, да, му требало сон на Илија, веројатно, после ова бегство. Меѓутоа, знаете ли дека ова е исто одлика на депресијата. Спиете и спиете и спиете, никако не ви се станува, денеска поготово повеќето од младите се такви. Не само што спијат затоа што цела ноќ биле надвор, после некоја бурна ноќ помината со некоја чашка или било што, туку затоа што емоциите ги надвладуваат, целото живење, обкружување е такво, ѓаволот така го прави за да едноставно ве обвладаат тие емоции и спиете, не ви се станува, спиете. Тоа е за вас на некој начин бегство од реалноста, бегство од проблемите, нели? Значи, својствено на депресивен човек, јас споменал некој мал период во мојот живот, таков, не ви се станува од кревет, не ви се прави ништо, безволни сте. Не ви се живее, како е Илија. Значи, ви се спие, бегате од реалноста, бегате од проблемите. Изолација, се изолирате. Имате во 3 стих, што вели таму? Го прочитавме кога избегал, отишол во Јудеја и вика, таму го отпушти својот момок. Сака сам да види. Изолиран од сите. Може би седите дома и не ви се оди во црква од овие причини, од такви причини, не знам што. Ајте ви изнервирал некој и депресивни сте. Решение ли е тоа што ќе останете сами дома и ќе се изолирате од другите? Не е решение. Не е. Исто, само сожалување. Внимавајте, Илија се само сожалува во 10 стих кој што го прочитавме. Вели во неговиот одговор, значи, на прашањето што бараш тука, Илија, вели, ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и го погубија со меч твоите пророци. Останав сам и тие барат и мене да ми го земат животот. Ти немаш поима мене колку ми е тешко. Ти не поминуваш низ вакво нешто. И секој од нас знае да каже, кога нешто ќе преброди, дека на секој му е најтешко. Значи, секој оној кој што го поминува тоа своје патишествие му е најтешко. Не може баш многу да го разбере. Ќе го разбере некој кој што може би слично нешто поминал, но секој за нас, нашите проблеми се најголеми и најтешки. Само сожалување. Тоа е исто одлика на депресија. Ирационалност. Депресијата е ирационална. Внимавајте вториот стих, што вели Језавела? Каква е незината закана? Му испрати, значи, гласник на Илија со порака. Боговите нека ми го направат, се колне во името на боговите. На кои богови? Па тие истите кои што на Кармел каде спие, ги нема никаде, ни слушаат, ни ништо. И Илија од ваква порака се плаши. Како тоа? Како? Па нели знае дека претходниот ден викале овие се парале, што се не правиле боговите, тие лажни богови кои што не постојат, не ги ни слушаат. Тие нити слушаат и ништо. Језавела се колне во нивно име, а овој се плаши и бега. Депресијата е ирационална. Ве тера да правите ирационални, значи безсмислени работи. Дори таа безсмисленост се гледа во 4 стих, значи кај што да го повториме пак, кај што вели, веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа.
Тој сака да умре. Па чекај, од кого бега? Он и зошто бега, како прво? Па бега ја завела затоа што сака да му ја одземе душата, така ли? Колко е ова ирационално? Тој бега од некој кој што сака да му ја одземе душата и седнува тамо по спрегата и вели, Господи, одземи ми ја душата. Тоа е депресијата. Таква е депресијата. И сега причини. Кои се причини за депресијата? Пазде, ова е голем проблем. Значи, на светско ниво не би требало да биде тоа проблем меѓу нас, сама еве да се поучиме од еден Илија, кој што исто така се нашол в таква ситуација. Секако може да биде физичка и емоционална исцрпеност. Тоа го гледаме кај Илија. Што неверојатно физички бил исцрпен. Да вие поминете 150 км, па додатни тамо во пустината уште и нормално заспал. Значи, физичка и емоционална исцрпеност. Денеска во ова општество во кое што живееме, еве, Снеже сподели еден момент само од тоа што направија од наставниците денеска. Направија тоа да немаат време дома ручек да сготват и да немаат време на себе да помислат, односно да обрна внимание повеќе на децата, кои што се, мислам, тоа е суштината на образовниот систем, да се образуваат децата, а не да ги направите робови наставниците. Папирологија, еден куп, не знам што, компјутери, ова, она. Значи, живееме во такво време, со такво темпо, кај што навистина можете физички, емоционално да се исцрпите и така, лесно и да се најдете во една депресивна состојба. Тоа може да биде причина. Друга причина, поготово она кај Илија и кај нас, може да биде Илија заборавил на минатите благослови. Што поминали? Како поминали Илија 3,5 години не паѓа дожд, катастрофална економска криза, значи, штом нема дожд во тоа време, во тие услови, нема ништо. Па и во денешно време, ако 3,5 години не падне капка дожд, нема храна, нема ништо. Криза едноставно. И како поминали Илија низ тоа? Па гаврни го ранеле, па вдовицата во Сарепта, со еден грст тамо брашно и малку масло поминале. Колку време поминале? И сето тоа, па и Кармел, да не го заборавиме, некој пати го спомнавме веќе, сите тие благослови Илија ги заборави. Ги изгубил од вид. Сеќавате на оној убав цитат од Елен Вајд, ние не треба да се плашиме од иднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше поминатото. Илија заборавил. Како? Така, заборавил едноставно и затоа се нашол во депресија. Една од причините за депресија може да биде таа. Не заборавајте како Господ ве водел во минатото. Сетете се на некои големи искуства. И тој проблем што денеска го доживувате, може би е ништо во споредба со некој порано што Господ ви го решил така лесно. Трета причина за депресија може да биде и секако е фокусираноста на себе. Илија овде е комплетно фокусиран на себе во 19 глава. Јас, Господи, јас ова, ама јас останав сам, јас. Каде е Господ? 17 глава, 18 глава, се што прави на прослава на Господа, во 19 глава го нема Господ во живот, тој е целосно фокусиран на себе. И да, депресијата е такво нешто, дури и самоубиство, значи човек да се рече да се самоубие, тоа е чисто себично. Себична работа. Не баре така ќе ги реши проблемите. Че фокусираност на себе. Друга причина за депресија. Увеличување на проблемите. Ви се случува нешто во животот и вие ќе правите од тоа, од мравка што он правите. Па нели тоа го прави Илија? Што вели? Сам сум Господи. Сам ли е? Не е сам. Често пати и ние, може би не со тие зборови, ама ќе кажеме, Господи од ова, значи, потешко нема. Значи, увеличување на проблемите. Тоа може да ја доведе во депресија. Пета причина. Критички настроеност кон другите. Значи, сите се лоши, само вие сте добри. Внимавајте пак 10 стих. Што вели? Да го повторам. Одговорот негов. Ревнував многу за Господа. Значи, јас сум ревниот, јас сум верниот.
за Бога над воинството, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет. Значи, сите се за никаде. Сите отпаднаа, сите се лоши, само јас ревнувам за тебе, Господи. Само јас сум добар. И така натаму, да не читам. Значи, критички настроеност кон другите. Само возвишување, само праведност. Само праведноста може да ве доведе исто така во депресија. Тоа се некои од причините. Меѓутоа, кој е лекот? Еве, да скратиме. Ајде сега да се подсетиме, да се вратиме во 17 глава. Кога Илија не бил депресивен? Односно, кога се му одело како што треба. Значи, депресијата ја нема во неговиот живот. 17 глава, прва Цареви. Значи, 2 глави поназад. Едноставен е одговорот на прашањето, значи, кој е лекот за депресијата. И кој е лекот воопшто да не се најдете во депресија. Тесвиецот Илија од Галатска Тесва му рече на Ахава, живеот ми Господ, значи тоа е по порака испратена од Господа, живеот ми Господ Бог, кому му служам, во овие години ќе нема ни роса, ни дожд, освен по моја заповед. Господовото слово му беше упатено вака. Значи му доаѓа Господово слово на Илија. Оди оттука и тргни кон исток и скри се при потокот Херит, што е спроти Јордан. Ке пиеш од потокот, а на гаврањето им заповедав да те храна, да ти носат храна. Ајде да кратиме, да не читаме се. И Илија, што вели? 5 стих. Тој отиде. Божието слово му кажува што да прави, Илија отиде и го прави тоа што Господ му кажал да прави. 8 стих. Тогаш му дојде Господово слово на Илија. Стани, оди во Сидонска Сарепта и остани таму. Еве таму и наредив на една вдовица да те храни. 10 стих. Тој стана и тргна и отиде во Сарепта. И направи така. И Господ го чуваше, го хранеше со чудо преку тоа брашно и масло таму што имала оваа вдовица. 18 глава. Први и втори стих да ги спомнеме пак. Помина многу време, значи 3,5 години поминуваат. Илија е стокмен, Илија е на безбедно, има храна, има се, има вода. Прибране, помина многу време и на 3-та година Господово слово му беше упатено на Илија. Оди, покажи му се на Ахав, зашто дојде време да падне дожд. Илија оди да му се покаже на Ахав. Илија не го фаќа депресија. Зошто? Затоа што? Му доаѓа Господово слово, го извршува. Му доаѓа Господово слово, го извршува. Оди ваму, прави тоа, оди и го прави тоа. И во 19 глава, доаѓаме кај заканата што ја добива од Језавела, добива закана и што прави Илија? Не чека Господово слово, туку бега. Заборавил, како што рековме, на Господа. Заборавил на се, на предходно извојуваната битка на Кармел и бега. И тоа туку далеку бега. Значи, дозволува да чувства да го контролираат, не се води веќе по словото. Еве го решението на проблемот. Слушај го Божието слово и живее според него. Послушај го. И дури во 9 стих, значи откако ќе се најде на Божјата гора Хорив, на Синај, може би не случајно, веројатно не случајно отишел и избрал место да отиде на Синај, знаејќи дека Мојсија му се јави, Господ му се јави на Мојсија, токму на Синај. И може би, велат библиските коментатори, таа пештера е истото место каде што Господ повели на Мојсија, сокрир се тука, пути ја ќе поминам. Може би. Како и да е, влезе во една пештера и преноќе во неја и ете Господови слова дојдоа. Дори во 9 стих во 19 глава доаѓа Господово слово. Ова треба да не радува, значи, затоа што, како што рековме во случајот со Адам и Ева, кога паднале во грев, Господ преземе иницијатива, не ги остава така, туку оди и ги бара. Каде си Адаме? Каде си Ево? Што направивте? Господ презел иницијатива и кај Каина. Уште доека овој му се роеле тие злобни мисли во главата, му приоѓи, му вели, зошто си намртен и така натаму. Сака да го попречи во неговото зло тело. Господ превземе иницијатива. Дури во случајот на Илија, кога
бега, се наоѓа во една депресивна состоја, повторно Господ презиме инициатива, доаѓа, не го остава. Туку така, Господ не остава, туку така во нашите проблеми. Доаѓаат Господови слова и прашањето е, што бараш ти тука, Илија? Освести се тебе, местото не ти е тука. Што правиш? Како се најде тука? И одговара тој што одговара, го читаме некој пати 10 стих, и гласот му вели, значи Господ му вели во 11 стих, излези и застани во гората пред Господа, еве Господ туку што поминува. Исто како кај Мојсија, Господ ќе помине. Еве Господ поминува. Пред Господа беше силен виор, толку силен што ги дробеше брдата, ги кршеше ридовите, но Господ не беше во бурниот виор. По бурниот виор беше земјотрес, ама Господ не беше во земјотресот. А по земјотресот беше оган, ама Господ не беше ни во огнот. И внимавајте, сите овие манифестации, Господ вака се манифестира на Синај, кога го дава законот. Ако читате таму, ќе видите дека имало и виор, имало и грмотевици, нели, невреме, имало и земјотрес, имало и оган, но Господ не беше во тоа. Господ му држи една лекција сега на Илија да му каже дека не секојаш треба да се случуваат големи настани, големи чуда, па тоа тебе да ти е доказ дека јас сум со тебе. Може би нашиот живот нема никакви бурни моменти, не знам какви искуства со Господа, може би е мирен, но дали тоа значи дека Господ не е со нас? По огнот шепот на лесно и благо тивко ветре. И кога Илија го чу тоа, што? Не земјотресот, не огнот, не вирот, туку тоа, тој шепот, тој тивок глас. Тука беше Господ. Во тивкиот глас, кога Илија го чу тоа, го скри лицето со наметка, излезе и застана при влезот во пештерата. Тогаш гласот му проговори и му рече повторно, уште еднаш прашањето. Што бараш ти тука, Илија? Твоето место не е овде. За ова ли ти беше повикан? За ова ли си мој слуга? За да се криеш по пештери? И Илија му одговара исто. Комплетно исто, значи 10 стих е еднаков со, значи овој, кој му доаѓа тој 13? Кај мене нема почеток на 14 стиха, барем ја не го гледам, како и да е, тука негде 14 стих, му одговара исто. Останав сам, тие барат и мене да ми го одземат животот и така натаму. И што му вели гласот, односно Господ му рече, оди. На почетокот, нели, кажа, оди кај потокот, оди во Сарепта, оди кај Ахав. И Илија го прави тоа. Единствен пат кога не отишел таму кај што Господ му рекол е во 19 глава, кога избегал и се нашол во депресија. Но сега Господ му вели, оди, врати се по истиот пат во Дамаскината пустина. Значи, и врати се на својата работа. Врати се на она за што си повикан. И му кажува тамо, нели, да го помаза Азаил за цар на Сирија, интересно, туѓ цар на туѓа земја. Помажи го Јуј и потоа и му вели за Елисеј да го избере како свој наследник. И Илија, што вели таму во 19 стих, тоа не е битното, 19 стих, тој отиде. Илија веќе не е во депресија. Зошто? Затоа што се вратил на она на што треба да биде. Го слуша Божјето Слово и го извршува. Ако ние го живееме така нашиот живот, нема никаква депресија да не стајде. Нема никакви емоции да не надвладеат. Што е да се случува во нашиот живот? Дали живееме според вистината, дали живееме според Словото, дали живееме според секој збор што доаѓа од Божјата уста, тоа е прашањето. Ако не е така, тоа многу лесно може да се најдеме на место каде што не ни е местото. А ако живееме од Божјето Слово, тоа ќе другаруваме често и дома со своите Библии и ќе трчаме во сабота на црква. Затоа што тука ни е местото во сабота. И во среда, нормално, сега да не знаеме што се подразбира под тоа,
Обично во сабот се собираме. Меѓутоа, сите служби што ги има тука нема да ги испуштаме. Ќе се вратиме во таа прва љубов, која ќе сетиме сите трчавме на вистина. Дали можеби ние сме во некоја пештера, затворени, јадикуваме, свртени кон самите себе, обземени со негативни емоции, сме го заборавиле Господа, сме заборавиле на тоа како не водеше во минатото. Да излеземе од таа пештера, да го послушаме тивкиот глас, а за да го послушаме тивкиот глас, што е потребно? Исклучите го и телевизорот, и сето оно што е бучно, сето оно што не ви дава мир, тргнете се настрана, клекнете, молете му се на Господа, воспоставете контакт, прашајте Господи што треба да направам за тебе. И нема да се најдете на место каде што не треба да се најдете. Господ нека ни помогне. Ако можеби сме во една ваква ситуација, не е чудно што Илија паднал во ваква ситуација, лесно може и ние да паднеме, меѓутоа видовме каде е лекот и кој е излезот. Нека Господ биде со нас, нека ни помогне. Амин.